За 30 до 40% ќе се намали цената на стамбениот метар квадратен во Битола, најави денеска министерот за транспорт и врски Александар Николовски при поставувањето на темелите за новата стамбена зграда вредна 3,5 милиони евра. Целта е конечно да се заузда неконтролираното дивење на цените на становите и куќите, како и да им се зголемат шансите на граѓаните за да можат да си дозволат трајно да го решат своето стамбено прашање, а што е една од причините за масовните иселувања, особено на младите. Стамбениот квадрат и во Битола, и во Охрид, и во Штип, и во Скопје отиде многу високо. И она што можам да го најаваме за овие 65 станови кои што ќе се изградат тука, исто така ќе има и 7 деловни простори, како и 100 паркинг места. Цената ќе биде најмалце за 30 до 40% поевтина од она што е пазар во моментов во Битола, со што мислам дека ќе ставиме крај на уцените кои што ги прават градежниците, со екстремно високи цени кои што не соодветствуваат на стандардот на македонските граѓани. Новата петкатна зграда со која ќе стопанисува акционерското друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор, која се гради во кругот на поранешната битолска касарна, ќе се простира на површина од околу 3900 метри квадратни и треба да биде готова до август 2026 година. Сакаме да бидеме регулатор на пазарот на станови, ќе го намалиме цената на квадратот за подрачјето на Битола. Градбата ќе трае 20 месеци. Градоначалникот на Битола, пак Тони Коњановски, уверува дека интересот на битолчани за купување станови е доста голем, особено што една ваква зграда повторно се гради дури после цели 12 години. Има побарувачка голема за станови, што значи дека Битола е жив град, градот живе, има не само од Битола граѓаните, меѓутоа и од околината, од околните општини пројавуваат интерес да живеат во Битола. Според министерот Николовски, намалувањето на цените на стамбениот квадрат е само првиот чекор во ставањето ред во оваа област. Веќе следната година ќе се развива и проектот Купи куќа за млади, кој што треба да им овозможи на младите по доста пристапни цени да можат да изградат или да купат куќа, а ќе се продолжи и со ваквите проекти во делот на стамбената политика, открива Николовски. Исто така, според Николовски, до крајот на годинава во Битола преку Министерството за транспорт и врски ќе бидат вкупно инвестирани околу 10 милиони евра, што досега никогаш не било случај. Тие средства треба да овозможат забрзан и модерен инфраструктурен развој на градот, но и на локалната економија воопшто, како и на идните нови вработувања.